Знаете, јас и вчера поминав овде со пратениците, па и во клубот или кафетеријата, разговараме со сите. Сите се свесни, на сите им е јасно дека нема план Б. Ако ова можност пропадне, што после? Сите се ужаснати од помислата што после, ако пропадне оваа можност. Бројката е огромна дури од опозицијата, голема. Заради тоа што луѓето веруваат, тоа се општественици луѓе, да, и политичари, пратеници и слично, и веројатно заканата непријатниот момент кој што го живеат и доживуваат, се причини да до крај не направат експресија на своите ставови. Тие се одговорни личности сите, зборувам и за мнозинството, и за она што е опозиција во парламентот, сите до еден се одговорни, сите знаат, многу добро, знаат исто како мене, дека ова шанса треба да се искористи, заради тоа што е неповторлива. Сите знаат дека договорот е фер и правичен, дека подобар не може да има. Сите знаат дека без договор нема Европска унија и НАТО, а без тоа нема економски прогрес, нема инвестиции, нема раст и развој, нема квалитетен живот дома. Многу е лесно, многу е јасно, лесно поврзливо. Јас верувам дека покрај дебатата и се ствара еден амбиент, вчера почна да се ствара, на превзимање на одговорност, секој да си ги каже своите резерви, својата болка, својата мака. Но на крајот на денот на гласањето треба да бидеме сите исправени и да донесеме храбра одлука за еднината на Македонија. Господин Зајб, само кратко, дали сметате дека со примена на притисок и закани, зборувајќи во име на демократијата, може да се направи промена на ставовите кај нив кои што се спротивни? Не, апсолутно не. Секој помисла дека некој со притисок, со пари, подкуп, закани, уцени би направил нешто, на вториот чекор ќе падне сето тоа. Ова мора да е одржливо, ова мора да има иднина. Мора луѓето да веруваат во тоа и да ја носат одговорноста при тоа. Само така е возможно. Затоа цело време го користам зборот пријатна атмосфера, благопријатна атмосфера, разговор, интерактивност, цело време внатре. Само така е возможно. И ќе го видиме ова. Овие денови ќе се случуваат работите. Секако Македонија ќе оди кон него и НАТО. Јас се надам дека нема да и трошиме време на Македонија и на граѓаните заради тоа што не секоја година, не секој месец, секој ден е важен.